Се враќаме во студиото, ми пристигна гостинката, господја Кристина Дуранска е ова утро заедно со мене, таа е менаџер за маркетинг и комуникации во ДМ Дрогерија Маркт, што току ми кажа дека прв пат доаѓа во Канал 5, но не и последен, се надевам. Драго ми е, добре дојдовте. Добро утро, добро ве најдовме, благодарам за поканата и добро утро до сите гледачи. Многу и драго... баш ми е задоволство што сум прв пат во Канал 5. Баш се радувам навистина што токму јас ќе го водам овој разговор, бидејќи ќе зборуваме за една општествено одговорна кампања која што ја направивте и која што се уште трае. Кампањата се вика Никогаш повеќе сама и започна минатата академска година, а веќе ова продолжи со нови активности. Па дали можете да ни дадете краток вовед во кампањата за сите гледачи како мало потсетување, а да ни ги споделите резултатите досега? Да, Никогаш повеќе сама е практично проект на ДМ Дрогерија Маркт, преку кој во минатата студентска година, значи почетокот на 2024, практично поставивме повеќе од 220 диспанзери за хигиенски влошки, а со тоа ја обезбедивме и потребната годишна количина на бесплатни влошки од нашиот собствен бренд јеса. Со овој проект, значи во текот на минатата година, повеќе од 30.000 наши студентки добија на располагање повеќе од 230.000 поединечни влошки. Со тоа се надеваме дека им дадовме поддршка во едни, да кажам, многу чувствителни денови за секоја жена. Проектот продолжува во текот на оваа година со обезбедување на нови бесплатни влошки за сите студентки. Проекција на количината е повеќе од 260.000 поединечни влошки јеса. Да, секоја чест, навистина и доста активности имате, ние немаме толку време да ги споделиме сите, но барем еве некој ќе споменеме, но ме интересира зошто одлучивте да зборувате токму за менструалното здравје и да им се обратите на студентките. Така, имено ДМ како компанија во изминатите 2 години навистина во голем фокус го постави женското здравје. Ја често пати знам да кажам дека во ДМ најголем број од вработените се жени, но и нашите купувачи во најголема мера се уште жени. Жени секако. Така, оттука одговорност, наша одговорност е да се грижиме за нив, но во еден, да кажам, малку поширок опсек. Тука фокусот во 12 земи, како што кажав, беше токму женското здравје, неминовно беше менструалната сиромаштија, менструалната правда, која што како тема, да кажеме, многу застапена во сите европски земји, балкански земји, оттука и во Македонија. И сега, како студентките, како девојките ја прифатија оваа кампања во изминатиот период и кој е фидбекот кој што го добивате од нив? Така, резултатите навистина за сега се многу позитивни, добиваме позитивни коментари од студентките, од студентските сојузи, ректоратите и одговорните особи кои што дадени од самите факултети, кои што навистина морам да кажам дека се трудат овој проект да биде најдобро што може реализиран. Да. Количините кои што се доставуваат на факултетите редовно се трошат и редовно се надополнуваат, што покажува дека да, ваков проект е и такако бил потребен во образовните институции и такако е за нив корисен. Така да сметам дека ваквите проекти треба само да се прошират и понатаму во останатите образовни институции, државни, јавни, приватни институции и компании. И сега како реагираат институциите кога веќе ги споменавте? Верувам дека идвај чекале да се појави некоја компанија која што ќе им помогне, затоа што верувам дека имаат ограничени ресурси и не можат да обезбедат се што им е потребно на на студентите. Одлично е тоа што навистина имаме добар фидбек и од сите јавни институции, имаме многу партнери во целиот овој проект, здруженија, организации на граѓани. Да. Меѓутоа морам навистина да упатам пофални зборови кон одговорните особи директно од факултетите, кои што навистина неизбрно се вложуваат во овој проект, како и самите студентки. Се почесто, да кажам, покажуваат интерес да и они директно бидат инволвирани во подобра реализација на самиот проект. Да, одлично. И сега минатата година беше доста успешна за оваа кампања и одбележаа голем број активности и настани како што споминавме, но последен впечаток ни остави настанот по повод денот на менструалната хигиена. Може ли малку повеќе да ни споделите како помина овој ден и што се го одбележа? Така, Бести е еден виртуелен лик. Ето така, тоа да го објасниме, верувам на гледачите не ме јасно. Така, виртуелен лик кој што, да кажеме, вклучен во оваа кампања и треба да представува најдобрата другарка на секоја една девојка. Виртуелниот лик Бести е облечен, да кажам така, во една лилакова боја. Да. Од тука на 28 мај за светскиот ден на менструалното здравје, улица Македонија блесна во една лилакова боја. Бести беше дел од овој ден и бесплатно делеше влошки на сите посетители кои што дојдоа. Од друга страна, заедно со МАГО, Македонската асоциација на гинеколози, заедно направивме качење за бесплатно советување со гинеколози.
така да исклучителна благодарност и до нив за целата поддршка која што ја даваат во овој проект. И на овој ден сите девојки кои што случајно поминуваа низ оваа улица имаа можност и за бесплатен совет да прашаат или да споделат одредено искуство со стручните лица од МАКО. Да, колку како девојки, како жени сме слободни гласно да ги поставиме сите прашања кои што ни се вртат во глава поврзани со менструалната хигиена и менструалното здравје генерално. Да, постои се уште, да кажам, мала блокада и не толку отворен разговор. Значи не е важна возраста, мислам дека во цел живот тоа така не следи некако. Генерално да, посебно можеби во тие некои постари генерации сето тоа е повидливо. Верувам дека со ваквите разговори отворени од нас како општествено одговорни компании, од вас како медиуми, инфлуенсери, јавни личности и така натака, многу е важно да зборуваме отворено на овие теми и верувам дека со тоа ќе влијаеме на понатамошниот, да кажам, развој на ваквите теми, да не се сметаат за табу тема, туку да бидат широко прифатени и да имаме можност отворено да разговараме за истите. Споменавте табу теми, па ќе ве прашам колку е важно за ДМ да отвара вакви табу теми, бидејќи ова не е единствена кампања на која што работите, која што е табу тема, да речеме. Така, повторно ќе кажам, токму ние како компании, како општествено одговорни компании, медиуми, инфлуенсери, ние имаме моќта да отвараме многу теми кои што се дел од нашиот секојдневен живот, кои што за жал се уште се доживуваат како табу теми. Така што да, исклучително е важно ние да сме тие кои што ќе ги отпочнеме овие теми и ќе се потрудиме нели да направиме промена во нашите општество. Да, секако промената која што ја правите на вистина голема и видлива и верувам дека оваа кампања се надам односно дека ќе трае уште, но како вие лично ја доживувате оваа кампања, мислам и лично и професионално? Да, морам да кажам дека и лично и професионално сум навистина горда на овој проект и ова е еден од моите подраги проекти на кои што сум работела. Морам да признам дека и сама на почетокот од овој проект бев доста изненадена со одредени информации кои што имав можност да ги прочитам и сознам 15% од нашите девојки често пати имале потреба да импровизираат со менструални производи и наместо хигиенски влошки да користат одредени весници, крпи и така натака, тоа да кажам беа непознати информации за мене. И за мене признавам. Да, така што навистина се вложи во овој проект и ми е исклучително драго од друга страна што имам можност да работам во компанија која што ги става фокусите на вакви важни теми и на нас како дел од тимот кој што ја водиме ни дава можност да бидеме дел од вакви кампањи и проекти. Да. И сега да споменаме кои се плановите за оваа академска година и што е она што издвојува од почетокот на академската година до сега. Што се издвојува? Така, на почетокот на оваа академска година ја почнавме со достава на нови количини на влошки на сите факултети. Продолжуваме понатаму, бесплатни влошки за студентките ќе има во текот на целата година. Она што е ново е конкурсот за Бести амбасадорка. Тоа е еден отворен конкурс. Навистина? Ајде да слушнеме, може би јас да конкурирам. Да, за сите студентки практично кои што ќе сакаат да дадат свој придонес во овој проект, студентките ќе може да се пријават и од време на време да го следат проектот, да ја видат состојбата на своите факултети и да ни пријават одредени можеби потреба за поголема количина или не знам оштетен диспензер и така натака, а сето тоа со желба да имате Бести на терен. Да, и да проектот биде реализиран, навистина да носи позитивни резултати. Тука ни се потребни студентките, имаме голем број на пријави, така што ќе интензивираме нашата комуникација. Да, морам да ве прашам за повторно ќе се навратам на фидбекот кој што го добивате од студентките и секогаш ме интересира кои се најчестите прашања кои што тие ги имаат освен проблемите кои што им се појавуваат. Искрено студентките се среќни за целиот проект. Прашањата претежно одат во насока на не знам, за првите менструации или одредени хормонски промени, кои што им се случуваат и така натака. Сите ние жените во одредени денови нели имаме малку не знам променливо расположение и така натака, така што најчесто тие се прашањата кон стручните особи. Кон нас конкретно вакви прашања не пристигнуваат, но пристигнуваат позитивните коментари за поддршка на овој проект и за желба истиот да продолжи понатака, желба да дадат свој придонес, што ми е навистина исклучително драго. Да, на самиот крај морам да ве прашам што вас лично ве научи оваа кампања.
Што лично ме научи, повторно ќе кажам, не бев свесна за многу информации кои што ги прочитав и тоа до некаде така ми ги прошири лично моите погледи, дека понекогаш навистина постојат теми за кои што едноставно не сме се сретнале во текот на нашето секојдневие и затоа сме сметале дека истите можеби не постојат. Постојат и така многу теми кои што ги загрижуваат, можете ви нашите млади девојки и момци, еве иден сега е ноември, месецот на машкото здравје, така што навистина преку ваквите проекти и да кажам осознаваме доста информации за одредени потешки теми кои што можеби не биле дел од нашиот секојдневен живот и оттаму не сме имале свесност дека истите постојат. Да, ви благодарам во име на цела македонска јавност за сето она кое што го правите и верувам дека ќе имате уште доста успешни кампањи за подигнување на јавната свест на многу теми во Македонија. Ти благодарам.